И денеска гужва во болницата Плодност, но овој пат не заради загриженост или болка, туку поради радоста на 100 семејства од Алексинац, Србија, кои своите деца ги добиле со професионалната помош од болницата. Таткото на Николина од 1989 до 1992 година бил војник. Се вратил во градот, се оженил и по неколку години брак започнал да чита и учи се за бременоста, раѓањето, репродукцијата. Истовремено барал и лекар кој ќе му помогне да го прошири семејството со своји наследници. Пред 20 години се запознал со доктор Таше. Се родила неговата ќерка Наталија. Од тогаш до сега доктор Таше е рамно на негов брат, а докторите и сестрите во Плодност негови пријатели. Денеска ја посети Битола со делегација од градот каде што живее со своето семејство. Прифатена беше неговата идеја доктор Таше да биде дел од луѓето кои ќе бидат прогласени за заслужни граѓани на овој српски град. Подне захтев да ви и ваша болница добиете едно признање. Поднесе барање вие и вашата болница да добиете едно од највисоките признанија, плакетата на заслужни поединци. Кога пресметавме, дојдовме до податок дека некаде околу 100 семејства ја добиле својата принова овде кај вас, оти очигледно е дека ова е некоја нова болест на човештвото, па се поголем број луѓе не може да добијат дете по природен пат. Бројката од 100 деца е исклучително висока за Алексинац, многу значајна за градот кој години наназад има намалување на бројот на жители, особено на бројот на новородени. Ние лани првпат забележавме позитивен прираст дека се родиле повеќе деца од претходните години и во тоа имате и вие ваша заслуга. Собранието на општината на својата седница го прифати предлогот и вака се обидуваме да ви се заблагодариме и вам за целокупната работа, за сето тоа што го работите, за оваа хумана работа која што многу им значи на сите семејства кои имаат некаков проблем со добивање на деца, а мене ми припадна честа да ви ја врачам оваа плакета. Мени е припала таа част да вама и урочим ову плакету. Николина беше 100-тото јубилејното дете на Плодност. Се подсети денеска доктор Таше Трпчевски, кој, видливо трогнат од постапката, упати пофалба до својата екипа. Највисокото признание на градот Алексинац за Трпчевски е сатисфакција за досега направеното. Божји благослов имаат тие кои даруваат љубов, како што вие денеска направивте, им кажа на своите гости кои денеска во Битола го славеа неговото дело. Во општина Алексинац има околу 100 бебиња кои се родени со помош на медицинско-терапевтските третмани што се практикуваат во болницата Плодност, а во Србија уште 300 до 400, објасна денеска Трпчевски. Нивниот скор е преку 3.500 новородени здрави деца на различни краишта. Ова признание кое што ми го доделувате не е само моје лично признание, ова е признание на сите вработени во болница Плодност, односно во екипата на инвитро одделот, почнувајќи од биолозите, медицинските сестри и останатиот персонал. Ние сме првите особи кои што најпрви се радуваме кога го слушнеме чукањето на срцето на бебето, односно кога тестот е позитивен. Јас морам да ви кажам дека имам огромна со мојот тим сатисфакција, заложба и понатаму ќе ни биде да истрпеме, да истраеме во процесот на хуманата репродукција. Значи, ова не се само бројки, ова се надежи, овие се приказни, овие се успешни приказни, сме имали и многу неуспешни приказни и заедно со мојот тим поминавме еден долг период на емоции, соочувајќи се со судбината на оние кои што патат за деца. Од депресија до радост, до солзи и радосници. Особено инвестираме во довербата на пациентите. И не случајно, ние сме, можам слободно да кажам, бренд од доверба. Ние сме бренд на Битола, станавме бренд на Македонија, меѓутоа сега стануваме, одиме еден чекор напред и ние сме бренд од доверба. Се чини сепак дека покрај ова признање, најголема благодарност и најголема сатисфакција ние задоволството кога
ќе видиме како мајката и таткото за прв пат го држат детето во нивните раце. Тоа треба сите да го почувствувате, а и веројатно го почувствувавте. Болницата Плодност ги усвојува сите напредни техники и технологии во досегашната работа. Оттука е и лидер во својата област не само во Македонија, туку и на Балканот. Резултатите кои ги реди тимот на Плодност подразбираат висок процент на бременост, успешни пораѓања и здрави поколенија. Резултати кои ја вбројуваат оваа болница од Битола, односно Македонија, на нивото на светските центри за хуманна репродукција.